7 години волонтер во општинската организација Газибава. Започнав всушност како во Црвениот крст преку училишната екипа за прва помош, за потоа постојано да се надоградувам во таа тема и денес да сум едукатор по прва помош за средните и основните училишта на територијата на Газибава, но и демонстратор по прва помош за возачи. Исто така многу мила активност во Црвениот крст ми е мотиваторството по крводарителство, во кое сум од неодамна. Во основа сум учествувала во овие изминати години во безброј активности, меѓу нив доминираат оние од здравствено превентивен карактер и со тоа се поврзува токму и мојата последна и тековна активност, тоа се вакциналниот пункт во спортскиот центар Борис Трајковски. Накратко на следниот слайд ќе ги погледнеме техничките правила, формално да ги поминеме уште еднаш. Тоа се веќе добро познати, но сепак еве ги повторно. Односно, првото правило дека доколку имаме некој проблем со линкот, нема потреба од паника, ќе биде објавен повторно нов линк во ПХВ Недела театар, групата на Facebook. Од веќе е започнато снимањето на работилницата, па така што на сите оние кои што не им е пријатно, може слободно да ги исклучат камерите. Истата работа ќе биде јавно објавена во текот на утрешниот ден и тоа пред 12 часот, значи предпладне. Со цел да се одвива непречено работилницата, би ве замолила сите на сите всушност микрофоните да не бидат исклучени во моментите кога нема да зборуваме, но сепак секако сечие мислење ни е важно и е прифатено, па затоа секогаш кога ќе сакате нешто да кажете, можете да го направите тоа или со подигање на виртуелно раче или пак со пишување и оставање на ваш коментар во чатот. Доколку се процени дека се однесувате непристојно, ќе бидете отстранети, ќе не можете повторно да се приклучите кон работилницата. Следете ги внимателно, за секој за после всушност 10 последователни и слушани работилници следува благодарница, но исто така од таа причина е важно да не користите лажни имиња, туку да ги користите вашите правилни имиња. Ќе направиме наредниот слайд кратка споредба помеѓу тоа што е ПХВ, како се одвивало во минатото и како се одвива денес и зошто се одвива на тој начин. Па така може Мухамед да премине на наредниот слайд. Благодарам. ПХВ всушност е програма или целото име промоција на хумани вредности, е програма во која учествуваат млади лица помлади од 20 на години и тоа од мултиетнички од различни етнички припадности, кои всушност работат на зголемување на разбирањето, толеранцијата, но изградба на едно интеркултурно општество, токму преку принципите на Црвениот крст. На тој начин не само што се врши промоција на Црвениот крст, туку и се врши всушност промоција на безброј карактеристики кои ние како младинци може да ги наоѓаме всушност за многу корисни и можат да ни помогнат во иднина да бидеме да може и ние да оставиме некаков придонес во општеството и да промениме нешто. Исто така е доста познато дека токму ПХВ програмата и овој начин изведувањето на работилници е многу добар начин на регрутација на волонтерите. Самото тоа говори дека поголемиот дел од волонтерите кои што се моментално кои членуваат во Црвениот крст се дојдени токму преку овој проект. Но пред некоја година не затекна во една поинаква ситуација, се појави всушност COVID-19 и беше потребно да се направи една транзиција за да може овие нешта и овие знаења повторно да се шират, но сепак тие да бидат изведени на еден начин каде како инструкторите, така и ние како учесници ќе бидеме безбедни, па затоа се беше осмислено да се организираат 40 работилници, 20 подпомогнати од страна на 24 инструктори. Токму 24 работилници се веќе завршени, а денес ја слушаме 25-та работилница. Во претходните работилници беа обработени голем број теми кои сигурно на некој од нас не се нашле корисни во било која сфера од нашиот живот. Дел од нив се наведени на слайдот, а денес ќе зборуваме токму за изработката на маркетинг видео.
знаејќи дека всушност каква порака тие, колку силна порака треба да може да ни пренесат, доколку се квалитетно изработени на правилниот начин. Зборот околу тоа ќе ни каже нешто повеќе, ќе не воведе во целата работа, токму Илена Глигоровска, која всушност е магистар по медиуми и комуникации, поточно менаџер за телевизиска програма и е многу одамна дел од Црвениот крст. За тоа зборува и фактот дека всушност самото дека како пехави инструктор фигурира уште од 2006 година. И го предам зборот на неа. Благодарам. Јуху, супер, фала ти, Емче, многу убава и прекрасна, нели, воведен дел ни даде на самата работилница. Супер најава, одлично, значи како што Емче ми кажа и ме представи, нели, работам веќе долго време во делот на телевизиската продажба и така да имам познавање во тоа како и колку јако и моќно треба да ја креираме токму овој тип на комуникација. Од 2006 сум инструктор во оваа програма, така што ова зборува на вистина колку сме ние, нели, одамна дел од целава оваа приказни, колку веруваме и колку ние навистина убаво во самата програма. Така што знам дека и вие сте тука токму затоа што верувате во тоа кое што Црвен крст во акција промоција на хумани вредности може да ви го даде вам како знаење и искуство. Одлично. Така што во самиот овој воведен дел ќе кажеме, нели, што е тоа што ние самите денеска сакаме да ви го прикажеме, односно што подготвив денеска за вас. Креирање на видео маркетинг порака, зошто ни е тоа важно, зошто и вам ви е тоа важно и поглавно сме, нели, дел од овој онлайн свет во кој што има плејада од видео пораки кои што вие секојдневно се, нели, се соочувате со нив, ги гледате, ги восприемате, ги перцепирате. Како да ги издвоиме оние, нели, маркетинг пораки или оние пораки кои што се важни и кои што се добри, од оние кои што, да речеме, се помалку добри и како да ние научиме и добиеме способност да направиме некој од нив. Токму за тоа ќе се обидеме до крајот на, нели, ова едночасовно дружење да поминеме. Сепак малку еден час за се во ова, меѓутоа ќе се обидеме да, нели, начнеме како се изработуваат овие пораки, зошто е важно токму за вас, односно во делот на невладиниот сектор да ги изработувате. Ќе се обидеме, нели, да го издвоиме маркетинг делот, нели, продажниот елемент на сите овие, нели, пораки и да ги доближиме како вие можете да направите во рамките на невладиниот сектор промоција на вашите идеи, вашите нели, активитети и акции. И сега, нели, пред да продолжиме, следниот дел е очекување од оваа работилница. Ајде сега да слушнеме кои се вашите очекувања. Што е тоа што денеска ќе го поминеме, научиме. Добро, еве, значи, зборуваме, одиме сега во чатот, да навлеземе малку повеќе во маркетингот. Добро, едно очекување од Ана Марија. Супер, да научам да изработам одличен промотивен материјал за мојот бизнес. Добро, значи, како што навидовме, ќе се обидеме, нели, да начнеме за тоа што представува добра видеомаркетинг порака. Нема да влеземе толку многу во, нели, бизнис делот, меѓутоа сето тоа ќе можете, нели, да си го вие самите извлечете, нели, како поука за тоа како понатаму треба да го вклучите во рамки на некој бизнис и разработка. Супер. Совети, финти за привлекување внимание во маркетинг пораките. Одлично. Да дознаеме, дали ме следиш или многу брзам, Мухамед, извини. Добро. Да дознаеме повеќе што е тоа маркетинг. Добро. Океј. Кои критериуми треба да ги исполнува една маркетинг порака? Доколку сакате, може некој нели, да се уклучи, да се каже гласно, не мора се да биде со пишување. Токму така ќе, нели, почнеме интеракцијата на оваа работилница. Повели, Кико. Ајде, Кико.
корисно поминато време, више некои од очекувањата ги кажа што ги имав замислено. Тоа да го слушнеме урокот 1 сат, знам дека и малце за тоа да се зборува, ама ќе начнеме све што треба, ја мислам. Супер. Фала ти, Кика. Тука веќе гледам дека немаме во чатот повеќе. Дали уште некој сака нешто да дополни или да си поминеме убаво, како секогаш и да научам многу повеќе. Ете, Јованка ни се уклучи. Здраво, Јованка. Здраво, дечки, здраво на сите. Како сте, добри? Еве си почнавме, да. Супер. Добро, да научиме како да направиме маркетинг порака. Добро, така, токму така. Овде ќе наполниме, значи денеска ќе зборуваме за видео маркетинг пораките, кои што нели ќе ви бидат корисна алатка и вам во промоцијата на вашите активности во Црвениот крст или во било која сфера на организација, невладин сектор или пак нели секако ќе го преточите тоа во понатаму во бизнис идеја. Супер. Супер. Каква опрема ќе ни биде потребна? Одлично. Супер, Ана Марија. Ни се исполни целиот чарт. Супер. Па мислам дека тука веќе можеме и да привршуваме со очекувањата или имаме уште да дознаеме како се работи со маркетинг пораките. Добро, веќе мислам дека и ова од прилика и го испишавме. Така што можеме веќе да одиме понатаму, така, на следниот слайд, односно да ги дознаеме целите кои што денеска ги зацртавме ние за оваа работилница. Што е видео маркетинг пораки? Што се видео маркетинг пораки? Зошто се важни токму за вас? И како да ги креираме, односно да дадеме некои насоки и совети. Супер. Па, ајде да почнеме. Тоа што е следно, пред да продолжиме понатаму, да навлеземе во темата, би сакала да погледнеме неколку видеа кои што ги подготвивме и ги издвоивме за вас, а потоа низ целата презентација да и се навраќаме на овие примери и да ги дискутираме. Океј. Мухамед, дали ќе можеме да ги погледнеме видеата? Супер, фала. Црвениот крст на Република Северна Македонија се вклучува во глобалната иницијатива Часот на планетата Земја. Криши кучи Република се Македонија се веријути вршкувајте иницијативас пора планетит ток. Исклучете да ги светилките вечерва во 20:30 часот за да испратиме порака за заштита на нашата планета. Тишкичен бритак фонтен ора незете 3D. Протопорцијален месаж прв бројте на планети ток. Благоедете никој токас. Ова е должност на сите генерации. Грижата за планетата денес е грижа за еднината. Ајде да го предизвикаме светот да ја зачува планетата Земја. Изборот на трајните, но на планетата Земја зависи од нас, да бидеме одговорни. Супер, ајде да одиме кон следната видеа. The very first time I saw ice hockey, it captured my heart. Wow, so cool. Forget it. We don't play ice hockey in Africa.
That day, I decided. One day I will. We bring the word of ice hockey to Africa. We train hard every day because we have a dream. People say, how can we play ice hockey when we've never seen ice? And I say, one day. One day. Now people say, how can you dream of the Olympics if you don't even know what snow tastes like? And I say, one day I will. Супер и третото видео. I am the fire that leaves you homeless. A heart attack in aisle 6. The prescription you cannot collect. I am the boiled sweet stuck in your child's throat. The motorway pileup that leaves you traumatized. The food shopping you cannot do. I'm the reason you need a wheelchair. The flood that leaves you stranded. The empty house when you return from hospital. I am a crisis. And I don't care who you are. Фала, Мухамед. Сакам накратко да ве прашам, вие да се обидете многу кратко да одговорите со емоции и со 2-3 збора. Што е тоа што според вас е заедничко за овие 3 видеа и што е тоа што најсилен впечаток ви остави? Многу кратко. Пишувајте или пак кревајте раче. Ајде, Мартин. Во вербата најмногу ми остаи печаток, затоа што секогаш дали во животот или во спортот, во било што, секогаш треба да се има доверба дека ќе успеам, дека ќе постигнам таа цел и дека ќе бидам успешен. Супер. Одлично. Ана Марија, најсилен впечаток ми остави второто видео, буквално се најажив, вели? Добро. Одлично, така е. Навистина сите доживеавме некои емоции. Оптимизмот, мотивација и оптимизам. Гјоко, повели? Упорноста. Упорност. Кај сите тари видеа. Супер. Одлично. Дали има уште некој нешто да додаде? Кико? Хуманоста. Најважното. Супер. Многу чувства различни. Едно од принципите на Црвениот крст. Така е. Ја имавме и ја видовме во дел од видеата, односно во 3 видеа. Многу чувства, различни нешта, различни видео пораки, мотивација, реалност, вели Алекс. Сара вели, гледајќи ги видеата, дефинитивно почувствував емпатија. Супер. Сара, одлично.
токму некаде до овој заклучок сакавме да дојдеме, дека сите овие видеа всушност нас ни создадоа некоја емоција и ни создадоа емпатија кон истите и навистина реално и пластично ја доживеавме целата таа порака која што сакаа сите да ни биде пратена и ние да ја доживееме и при тоа да се соживееме со нејзе. Во првото видео всушност толку беше силно и убаво прикажана пораката во Црвен крст на Република Македонија што ние веднаш ја свативме пораката и сакавме да се вклучиме во таа акција и да бидеме дел од неа. Второто видео всушност беше дел од Alibaba, една од најголемите продажни компании во светот, кои што даваат поддршка на Олимпијадата и кои што всушност дале поддршка на токму на оваа група која што успеала да стигне до Олимписките игри и токму преку таа поддршка која што ја дале тие на многу убав начин ја прикажале нивната животна приказна, а при тоа како компанија они се огласуваат и си ја позиционираат својата маркетиншка вредност. Третото видео, британскиот Црвен крст, фантастичен начин како да опише со многу емоции што представува кризата, а при тоа да допре до младата популација. И навистина да ви создаде чувство, емоција, емпатија, да вие се запрашате навистина колку кризата е опасност и колку ние треба да превземеме нешто кога ќе се случи нешто некому да и ние действуваме за подобрување и напредување. Одлично. Фала ви многу. Сега мислам дека е време да одиме и кон оној делот каде што малку повеќе ќе си објасниме и ќе навлеземе во делот на маркетинг пораките и теоријата. Одлично, фала ти, Мухамед. Одлично. Значи, видео маркетинг, односно промоција и гласно визуализирање на пораката. Всушност, видео маркетингот е една од најефикасните маркетинг алатки денес. Некои од статистиките велат дека до 2021 година повеќе од 80% од активностите на интернет се поврзани токму со видео содржините. И вие знаете дека тоа пред некоја година не беше така. Односно, со самото актуализирање на Facebook, се повеќе и повеќе имаме во рамки на оние социјални скролања кои што ги велиме, се појавуваат видеа кои што ја пренесуваат пораката. Всушност, видеосодржините овозможуваат да споделиме многу повеќе информации и многу повеќе емоции отколку што можеме да споделиме со текст или слика. Тие навистина многу подобро го привлекуваат и подолго го задржуваат вниманието на публиката, затоа што за разлика од другите видови на содржина, видеото допира до дури две сетила, сетилата вид и слух. И токму овие две сетила во комбинација кога ние всушност ја перцепираме пораката и ја слушаме, ја гледаме, имаме позадинска некоја поддршка на испишан текст, анимацијски и графички, сите тие нешта нас фактички ни ја утврдуваат информацијата која што ја ни е пратена во тие 30 секунди кои што ние ги одвојуваме за да примиме некоја маркетиншка порака. Го спомнав ова 30 секунди заради тоа што еден од оние норми за соодветна должина на видео во рамки на социјалните мрежи или пак прайм тајм емитувањата се околу 30-45, максимум до кај една минута. Доколку одиме веќе повеќе, тоа значи дека можеби веќе одолговлекуваме приказната и треба да се навратиме малце наназад и да видиме каде можеме да стесниме да се влибираме. Без разлика на форматот, видеата или како ги нарекуваме така наречени интерактивните содржини, тие всушност привлекуваат многу внимание и ја активираат публиката да биде дел од тоа искуство. Тоа е богатството на овие видеа, бидејќи ние се идентификуваме во рамки на искуствата кои што ги гледаме. Најчесто приказните кои што се емитуваат како поддршка на идејата и пораката која што сакаме да ја пратиме, се црпат и се земаат од личното искуство и реалното искуство на луѓето. Така, ние сите се поистоветуваме со таа порака. И таа приказна се создава интеракција во рамки на видеата. Можеме да одиме на следниот слайд, Мухамед?
Супер. Велиме, прикажувањето наместо раскажувањето е побрзо, поефикасно и поприфатливо. Може би не знам како да го објасним овој дел. Покажи и раскажи, да речеме, не асоцира на градинка, но тоа е нели вистината денес. Малите деца имаат пократок опсек на внимание, имаат ограничена енергија, потреба за едукација, желба за внимание, желба за забава. Токму денеска се наоѓаме и во таков нели визуелен социјален свет, каде што ние имаме се помалце време, имаме ограничена енергија, имаме потреба од едукација, меѓутоа да не е многу долга и да не е многу нели долготрајна. Меѓутоа и затоа велиме дека видеата ни ја олеснуваат целокупната комуникација и меморизирање во овој океан на информации во кои што денес пливаме. Сите истражувања, како што кажав, му кажуваат на фактот дека видеото е основата на маркетингот денес и во иднина видеото ќе опфаќа дури до 80% од целокупниот интернет сообраќај. Па да речеме прашањето кое што ни е следно е што е тоа што го прави видеото толку популарно. Значи тоа достигнува до огромен број на публика. Онлайн видеата значи стануваат веќе и примерниот начин на нели тоа како корисниците да се информираат. Нели ако размислувате и од маркетингот, клучно е да го прифатите фактот дека за да креирате видео, фактички вие креирате интеракција со самата публика. Видеото велиме дека може да стигне до вистинската публика, затоа што се повеќе и повеќе денеска има можности алатки на социјалните мрежи да се таргетираат, да се сегментира, да се таргетира публиката, и нели лесно да дојдеме до вистинскиот оној кој што ни е потребен за да ја прими нашата порака, односно идејата која што сакаме ние да ја испратиме, односно оние кои што сакаме да ни се приклучат. Без разлика во бизнес секторот, оние дали ги нарекуваме нели купувачи, клиенти или пак во нели невладиниот сектор, оние кои што сакаме да ни се приклучат во реализација на нашата цел и нашата акција. Или пак едноставно сакаме да направиме промоција на тоа кое што ние сме го направиле за да стигне подалеку, да стигне нели до поголема публика, за да може да го испромовираме како нели нешто кое што од кое што луѓето можат да научат или да слушнат што ние навистина правиме во рамки на нели Црвениот крст и во рамки на акцијата која што сме сработеле. Рековме дека видеото создава интеракција. И фактот дека денеска сме преплавени со многу информации, затоа што кога ќе се најдете нели вие во улога на креатори на видео пораки, морате да ја направите вашата порака лесно и вашата содржина лесно разбирлива. Една секунда, денеска нели, како според она како што се зборува во маркетингот, една секунда е вредна 1,8 милиони зборови. И тоа се базира нели на стара изрека, една слика е вредна 1000 зборови. Така што веројатно веќе и се прашувате како и нели јас да создадам една видеопорака за мојата идеја, мојата кауза, за тоа како да се изразам себе си и како да се нели искажам себе си во рамки на некоја идеја. Можеме да одиме и на следниот слайд сега. Супер. Без разлика дали станува нели збор за компанија, за невладина организација, здружение, за некој мал тим или можеби некој нели политичка партија, вашата цел е убедување на одредена група луѓе да ве следат, да ви се приклучат, да ве поддржат во идејата која ја имате. Нели со цел да добиете истомисленици или поддржувачи, како што кажав. Сега убедувањето знаеме дека е еден комплексен процес, меѓутоа можеме да кажеме дека да го сублимираме дека се содржи од неколку чекори, и психолошки да наведеме неколку, да речеме, поенти во рамки нели на концепирање на убедување преку видео маркетинг пораки.
полесно прифаќаме работи кои можеме визуелно да ги погледнеме. Токму така, да, значи гледаме, се поистоветуваме и потоа ги прифаќаме и ги остануваат во меморија, дури потоа можеме да ги прераскажеме многу полесно и ни се многу подолготрајни. Секогаш добро поминуваат визуелните приказни во кои има луѓе, по кои ние можеме да се поистоветуваме. Тоа истото нели го кажавме на почетокот, се црпат инспирации, контентот како што се нарекува во маркетингот, се остварува преку реалните приказни на луѓето кои што ги имаат, за да може луѓето многу полесно да се поистоветат со пораката која што е испратена. Луѓето многу често одлучуваат по линија на помал отпор, нели, тоа е јасно, и го прифаќаат тоа што визуелно им е сервирано, и најчесто не читаат долги текстови и теории, него нели полесно им е да ја примат информацијата преку видео, и затоа веќе се помалку и помалку нели луѓето читаат долгометражни статии и повеќе се одлучуваат нели да изгледаат некое видео. И сега веќе знаете, мислам, сето тоа е толку усовршено на социјалните мрежи што дури нели на мјут имаме доле испишан е текстот кој што оди во рамки на самото видео, за да не мора дури ни плей да се слушне и да нели се уклучи, него само да застанете и веќе да ве сопре самото видео и да го исчитате. И луѓето едноставно, нели, на крај сакаат забава. А преку овие видеа, нели, луѓето едноставно и се забавуваат. И сега, нели, откако ги слушнавме и овие сите нешта, може и повторно се запрашуваме кој е најдобриот начин и кој е најдобриот начин за да ги убедите луѓето да ве поддржат во некоја иницијатива. Или, нели, да направите соодветна продажба. И тука можеме да кажеме дека одговорот не е воопшто комплициран. Едноставно направете видео и создадете енергична и емотивна приказна. Може би звучи едноставно, меѓутоа мораме да кажеме дека не секое видео убедува. Некои видео убедуваат малце повеќе од другите. Најважна е приказната, содржината која што ќе ја смислите на самиот почеток, односно контентот, каква енергија ќе развиете низ видеото кое што го правите. Не случајно го одбрав на првото видео од Црвениот крст кое што го прикажавме. Токму тоа видео е навистина лесно да се направи, меѓутоа треба да имате идејата, начинот на кој што ќе ги нели поставите актерите, ќе ја направите содржината, кратка и едноставна, за да создаде внимание и да го задржи вниманието на оние кои што перцепираат. Така и треба нели да се привлекува, да убедува и да има приказна и да има добра енергија. И нели можеби најдобар пример кој што еве ќе ги споменеме и кој што сите ги знаеме се и рекламите на Кока-кола, кои што едноставно секоја година за време на новогодишните празници создаваат таква еуфорична енергија со домашна атмосфера за време на празниците, што едноставно ние сакаме да сме дел од таа магија која што е создадена во видеото, и затоа и нели ете секоја година во тој период од годината Кока-кола има најголем број на продажби. Супер. Сега пред да продолжиме понатаму, сакам да погледнеме уште 4 видеа и потоа да се задржиме малку повеќе на тоа, да речеме некој tips and trips како вие наједноставно би создале видеа. Мухамед, ако може, видештата. Супер, фала.
Океј, следната. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, brother, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, the sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. If the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Sürekli bir şeyler eksik olduğunu hissederdim. Covid-19 olmaktan çok korkuyordum. Genel anlamda bir anksiyete, bir kaygı var aslında. Hepimiz pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçiyoruz. Düzenli bir şekilde yemek yiyemiyordum. Benim uyku saatlerim de bozuldu. Kendime yeni hobiler edindim. Resimle uğraştım yani ki bu konuda çok beceriksizim. Balkona çıkmak bile, temiz bir hava almak bana iyi geliyor. Bu süreçte size en iyi gelecek şey duygularınızı paylaşmak ve kendinize şefkat göstermek olabilir. Olumlu yanlarından bakıp bunu bir kâra çevirebilirsin. Yalnız değilsin, seninleyim. Mental health matters. الصحة النفسية مهمة. Ruh sağlığı önemlidir. Океј. Илина, Да. ако може пред да продолжиме да видиме Ајде. уште едно видео. Да, уште едно имаме. Уште едно имаме од твоја страна и после имаме ни уште едно од наша страна. ако А, може. да? Океј, Добро, добро. Ако не е битно. Да, океј, супер. Супер. Little update from Valkenburg, one of the areas that was worst affected last week. It was completely full of water when I was here last Thursday and Friday. You can see it's dry, but you can also see that people have been cleaning up. You can see washing machines, all kinds of stuff that's had water damage. But everybody's trying to at least clean up and see how quickly they can get back to normal. Little update from Valkenburg, one of the areas that was worst affected last week. It was Веќе се повторуваме камет. Супер. Добро. Дами и господа, тоа се пехави инструкторите. Фантастично видео. Фала, Алекс. Што уствари беше видео порака на наш креативен начин направена за кажување каде всушност пактува пехарот пред 2-3 години чинам. Така да еве може да се искористи во контекст на муабетот дека може да се снеми порака заеднички, тимски на многу креативен начин. Одлично, супер, супер надополнување. Одлично. Погледнавме уште една, нели, како да кажеме, тура на видео, за кое што сакам на брзина, најкратко сега согласно времето, бидејќи имаме после тоа уште еден слайд, повторно да ми кажете
Која видео ви создаде најсилна емоција? Од прилика некој може би да се изјасни за некоја од видеата, зошто сметате дека токму тоа видео ви го прикажавме. Кристијан, крена рака, да? Мене, и твоите, ама последно ми беше, се расплакав. Општо се расплакав. Супер. Фантастични видеа. Добро, Ѓоко? А мене последно за смење, да, дефинитивно. А иначе Кока-кола ми е онака фейворит. Секад прават добри реклами. Так, да, одлична реклама така, која што сакав да ја прикажеме токму заради тоа што ете, ја опак и вашата возрастна група издвојува еден, да речеме, секојдневен нели конфликт помеѓу нели браќата, сестрите кои што си ги имаат, меѓутоа сепак нели на крајот на денот љубовта која што ја имаат помеѓу себе е таа која што нели преовладува, без разлика нели какви сопки да си прават во текот на денот, тие сепак се почитуваат и се сакаат. Мислам, одлична тема која што успеале ете Кока-кола да ја издвојат од секојдневниот живот и да ја стават во рамки на нели реклама. Првото видео ми остави најголем впечаток, имаше силна порака. Токму така. Да, имаше, навистина имаше силна порака. И тоа видео токму го одбравме заради тоа што моментот на тоа треба да ти текне, нели, на кој начин треба да ги поврзаш нештата во рамки на испраќање на некоја порака. Има многу примери ни светот, нели, како токму таа порака која што, нели, лузните кои што се оставаат натрешно во самите лица од страна на вакви нели кризи кои што се поминати, може да се прикажат, меѓутоа на еден сликовит секојдневен начин они успеале нели траумата која што малото дете ја има да ја преточат во реалност, меѓутоа да допрат многу до нас и со фацијалната експресија која што детето имаше нели со онаа секојдневна работа која што мајката ја има по дома. Добро, уште некој да нешто додаде? Мене второто, првото, добро. Алекс, raised hand. Се приближи, Алекс? Алекс? Зборуваш? Си кажав све. Кажи се уште еднаш. Како што кажа Марија Стојкова, и мене лично првото видео многу ми остави впечаток. И сега кога ги гледав сите 4-5 на едно место, наеднаш едно по друго, и тоа ми беше малце различно доживување. Ти обично не гледаме едно, па оставаме простор, па си размислуваме, па така некако има време помеѓу, а сега сите наеднаш 4-5. И уствари сватив дека се тоа поврзано со нашите лични искуства и дека за секој од нив низ периодите и фазите низ кои што ние живееме може да се поврземе. Дали е првата трагедија од војната, дали е втората брат, сестра или деца кои што ние ги имаме дома, кои што ги гледаме како растат, токму како во самата Кока-кола, или пак последната кај што дел од луѓето кои што ги познаваш го поминуваат и го прават тоа, или пак ментално здравје со ковидот кој што сите некако не засека. Така мислам дека поврзани сме со лични искуства, да речем, ни секоја реклама која што ја гледаме, ни секоја видео порака може да не допре лично. Така, тоа е најглавната инспирација, нели, токму за да можеш да стигнеш до човекот е неговото лично искуство. Така ќе му ја разбудиш емоцијата и ќе го убедиш за нели тоа кое што сакаш да биде крајната убедувачка порака. За другите две видеа потоа ќе позборуваме во рамки на последниот слайд кој што ќе го сврти сега Мухамед, каде што ќе ги кажеме нели оние tips and trips како да создадеме една нели видео порака. Што е важно за вас? Како да го креирате процесот? Најважно е на почетокот да ја дефинирате пораката. Што е тоа што сакате да го пренесете? Седнувате, нели, мислите и ја дефинирате накратко пораката која што сакате целта која што сакате да ја достигнете и пораката да ја дадете. Потоа седнувате и го пишувате сценариото и ја правите сета организација околу тоа како ќе се реализира снимањето. Го пишувате сценариото, значи први го пишувате текстот кој што сакате да биде кажан од страна на едно лице кое што ќе ја пренесе пораката, од страна на повеќе лица како нели во првото видео од Црвениот крст, или пак од страна на, да речеме, неколку
млади луѓе, како што беше предпоследното видео што го гледавме, нели, исто за mental health каде што зборуваа, нели, со различно позиционирање на лицата. А тоа сито ќе го испишете и потоа ќе го креирате, нели, сценариото како ќе изгледа. Ќе учествуваат толку луѓе, ќе има еден нели главен наратор, и ќе го смислите сето тоа и ќе потоа почнувате со организација. Ќе ги најдете луѓето кои што сакате да се појават во вашето видео, кои сакате да ја каже пораката, местото каде што сакате да се направи снимањето, и сето тоа ќе го убаво организирате и потоа следува следната фаза снимање и продукција. Во рамките на претходната фаза пишување сценарио, најважно е, нели, вие да почнете да го испишете сето тоа. Тоа значи испишување на пораката, меѓутоа тоа е процес на бришење, пребришување, позиционирање поинаку на зборови, на почеток, на крај и повторно инверзија додека не стигнете до соодветниот концепт. Вие како ја пишувате пораката, односно сценариото, така паралелно всушност размислувате и на кадрите со кои што ќе го поддржите или подкрепите овој процес. Потоа доаѓа делот на снимање и продукција и на крај доаѓа делот на постпродукција и монтажа. Ова се оние, нели, многу важни, големи процеси кои што се одвиваат во рамки на сите снимања. И филмови, и реклами, меѓутоа и наши аматерски, полуаматерски, нели, видеа кои што ние можеме да ги направиме. Моќта на камерите и вашите мобилни телефони не ја занемерувајте. Тоа што го имате и го поседувате во вашите раце може да направат навистина големи чуда. Важно е да ја дефинирате пораката и да го направите сценариото. Да го извлечете контентот кој што сакате да го имате и да, нели, ги најдете актерите кои што сакате да бидат дел од вашето видео, за да ја пренесете пораката. Верувајте, јас, како што ви кажав, работам телевизиска продажба во студио Модерна во Топшоп. Продуцираме по, да речеме, 30 на видео на месец. Дел од тие видеа се снимени и со мобилен телефон. Така што правиме професионални видеа кои што се пласираат на телевизија со такав квалитет, меѓутоа ги правиме и со мобилен телефон снимањата. Така што вие можете чуда да направите. Ова сакам да ве поттикнам, да ви кажам дека не ви треба скапа опрема за да направите добро видео и видео содржина кој што ќе ја пласира вашата идеја. Од некои од советите кои што може да ги поминеме сега е дека како на она видео кое што го видовте последното, не случајно го избрав, со девојката која што били известува за кризата која што настанала од поплавата. Значи, она го позиционира телото малце понастрана, за да, нели, од прилика вака некако, за да даде простор во овој дел да се прикаже тоа што она сака да го говори. Значи, она го говори, известува за нештото, меѓутоа сето тоа кое што го гледаме тука ни создава паралелна емоција, бидејќи навистина го доживуваме тоа што им се случило на луѓето. Секогаш обидувајте се, нели, да најдете нешто кое што ќе биде позадина од било која страна, кое што ќе биде соодветна позадина на нели приказната и пораката што ќе ја дадете. Дали ќе биде емблемот на Црвениот крст или ќе биде позадината која што на акцијата која што сте пример направиле во рамки на Црвениот крст и каде што сакате да повикате, ако е тоа, нели, повик за учество во нешто или во некаква акција на луѓето. Добро. Рековме соодветна позадина. Исто видеото, извинете, претходното кое што го појавивме со, нели, ликовите на бела позадина, тоа го одбрав заради тоа што сакам да ви прикажам дека на едноставна бела позадина, само со ликовите кои што се поставени на еден, нели, поинаков начин, успеале да дадат соодветна емоција за да достигнат пораката која што сакаат да ја дадат. И тоа е навистина ефтино видео кое што може да се направи, може да го направи било кој. Само ви е потребна, нели, ви се потребни соодветните актери кои што, нели, лица што треба да ги вклучите во нив, во самото видео и да имате добро светло, нели. Важно е да имате добро светло. Без разлика, нели, каде и на кое место, обидете се. Дали некој друг ќе ви свети со мобилен телефон, ова се се, нели, ефтини типс and трикс кои што ги кажуваме, меѓутоа се многу корисни. Некој друг ќе насочи светло и така натаму за да може да се даде поубав амбиент на содржината.
позитивна енергија, оптимизам, насмевка во рамки на зборувањето и говорот. И секогаш, нели, кратка порака и директен говор, доколку, нели, фацијално вие директно се изразувате. Доколку имате простор и можност, нели, за постпродукција, имате некој околу вас кој што знае тоа да го прави, секогаш е добро, доколку вашите содржини имаат музичка подлога позади, секогаш музиката, позадинската музика создава дополнителна емоција која што ни треба да ја занемаруваме. И обидете се секогаш да правите соодветна оддалеченост од камерата за да создадете, нели, убедлив пренос на пораката. Сликичките кои што ги гледате на самиот слайд, ова ние искоментиравме девојката со елечето, сепак одбрана е да биде во центарот на вниманието, да биде малце повлечена наназад, за да можеме да го видиме, да речеме, поголемиот дел од телото, каде што преку кое што ние ќе доживееме низината убедлива моќ. Доколку е многу поназад, веќе ќе изгубиме не од фокус, него ќе добиеме позадината. Меѓутоа, она е доволно нели вклучена во рамки на екранот за да всушност ни го задржи вниманието низината убедувачка моќ на говор. Така што ова се некои нешта кои што мислам дека ќе ги меморизирате, ќе ги запамтите и ќе ви помогнат следен пат кога ќе решите да направите некое видео, нели, да ви послужат како нели, соодветни елементи да го изградите видеото. Секогаш сум јас тука да ви помогнам, ако некој се реши понатаму, нели, да направи нешто вакво, знаете како да ми сконтактирате преку Црвениот крст, нели, и во рамки на програмата, па ќе можам да ви помогнам во рамки на сценарио и на изведба. Супер. Накратко беше ова, има многу да се зборува, нели, во врска со оваа тема, меѓутоа затоа што веќе кратки сме со времето, би отишле сега и на следниот слайд, каде што би сакала да прашам. Дали некого веќе инспирирав зашто и за која порака или активитет би сакал да направи видео порака? Илина, додека размислуваат за ова, дали ти може да одговориш на прашањето кој што го поставив во четот? Што е продукција, што е постпродукција? Значи, продукција е чинот на создавање на самото видео, значи, нели, откако ќе го создадеме сценариото, и ќе испишеме пораката, веќе одиме во продукциски активности, односно во снимање. Моментот на снимање и целата организација таму се нарекува продукција, а постпродукција веќе кога ќе го имаме материјалот, го земаме, го ставаме во компјутер, да се одветните, нели, алатки кои што ги имаме за едитирање и за монтажа, материјалот се обработува. И тука веќе се спојува материјалот, се сече, се лепи, се става видео подлога и потоа се добива, нели, онаа целосна монтажа на самото видео. Не секогаш може има потреба од вакво нешто. Ако ние добро се организираме да ја направиме продукцијата, односно снимањето на краткото видео, може би нема да има потреба понатаму од постпродукција. Сепак постпродукцијата е малци и поскапа, нели, бара поголем ангажман за да се создаде, меѓутоа доколку имате можност, веќе младите веќе знаат и самите чепкаат, ги интересира, имаат пристап до овие програми, има и сега веќе и онлайн алатки кои што можеме ние сами да си правиме постпродукција и од аспект на нели даунлоад програми, дури во Google Play има програми за едитирање, така што може да се достигне до многу алатки, кај што ние ќе си ставиме музика и ќе си сецнеме малце дел од видеото и така натаму. Фала ти многу, Елина. Да. Додека размислуваат, може да додаме уште нешто поврзано со овој твој слайд, што размислував јас, може да го преточиме сега тоа во некоја домашна задача, пошто некако во последните работилници излегува по некоја домашна што може да си направат. Може да се пријават неколку учесници од денешна работилница кои што може да направат како видео порака, покана, промоција на следната работилница, со која што всушност ние ќе поканиме повеќе луѓе да се приклучат на нашите работилници. И секој да го направи тоа на свој начин, да речеме. Супер, одлично. Како ти звучи тебе, како ми звучи на младиве?
Одлична идејата. Секојаш ми е драго кој имам одушевување. Супер! Мухамед, знаев дека ти одма ќе сакаш, еве, јас веќе се гледам во тандем со Мухамед, пошто он експерт за Google сите алатки, така да еве, јас и тој ќе направиме нешто. Одлично, значи еве и јас ќе можам да ви, нели, во оној постпродукцијскиот дел да помогнам во тој дел, нели, да средиме ако има некои нешта кои што од после треба да се доправат, така што еве ако се организираме, мислам дека можеме добро тимски да изведеме промоцијата. Дали тимски, дали пак секој сам, знаеш? Може секој сам, да. Ти убаво рече дека они се сега млади се, имаат алатки, ние веќе, не знам, во понеделник ќе направиме, Тања Василевска вика супер идеја, одлично, Александар, односно, јас у понеделник ја направам, ќе го пратам постерот за следната работилница, која што чинам дека е со Иле, така да може да се снимаат со видеопораки кои шеве ти рече дека не треба да повеќе од 40 секунди, така да ајде да видиме неколку пораки на различни начини да направиме покана за во нашата ПХВ група за следната работилница. Одлична идеја, супер. Така што, еве, уште еднаш ве повикуваме сите да си направите нешто интересно, различно, креативно, да поттикнете емоција кај некого, нели, како што рековме, за да се создаде, нели, поттик да луѓето се приклучат, за, нели, младите волонтери се приклучат во следната и следните работилници. Може, веднаш ако некој е заинтересиран, може да пише во чет име и да знам од кого треба да очекувам. Алекс, јас одма го замислив целиот тим исто како на тоа видеото последно за Радовиш. Кај што пеат, кај што повикуваат некако, ама нели не е можно, тоа мора индивидуално. Еве ја и Мухамед, Алекс, ја и Мухамед еве ќе се пријавивме. Хајде да видам уште некој кој ќе се пријави. 3-4 видеа да снимиме, ќе биде интересно, поттикнувачки за младиве. Само вака се извинам, Алекс, нека ја повтори идејата дека не бев тука. Мартин, во кратки црти да се сними видео во кое што секој кој што го снима видеото ќе има 45 секунди на интересен свој начин да ги покане младинците за следниот четврток за следна работилница која што ќе ја држи Иле Матеничарски, а се работи за безбедно користење на интернет. Баш интересна е темата поврзана со ова што го правиме ние сега. Ја и Џоко можеме, Марија, одлично, браво Марија, браво, ве чекаме, одлично, супер. Тоа се 2 видеа, одиме следно. Другари, не кривајте рака сега. Кико, Александар, значи да чујам кој ќе го прави видеото. Не кривајте раце сега. Пишете во чет кој ќе снима видео. Џоко, Марија те запиша, не сум јас, со Марија ќе се договориш. Марија те пријави. Другари, ајде уште 2 видеа, барем 4. Одлично, Мартин, тоа е 3. Уште едно. Кажи, Џоко. Алекс, извини што ќе те прекинам. Сакам да прашам зашто ја. Па ја не знам ништо за видеа, бре. Ама гледај, Марија смета дека ти можеш и заради тоа Марија те пријавува, така да супер дека Марија верува во тебе, а јас верувам во Марија, Џоко. Тоа е доволно, така да. Окей. Ќе се разбереме ја и Марија, ќе вратам, нека не се секира. Супер. Тоа се 3, другари. Интересно, да. Уште некој ми треба. 3 видеа, уште едно сакам. 4, да знаеме дека ќе снимиме 4 видеа. Добра, девојчиња. Мартин пише. Мартин е трето. Значи, јас и ти сме едно, Џоко и Марија се второ, Мартин е трето и уште едно видео. Добро, ајде одиме понатака, може би време некој ќе се приклучи. Или натераме? Одлично. На самиот крај сме, значи прашањето ми беше дали веќе ви инспирирав. Еве веќе Алекс инспирирав и да нели поттикне да инспирира понатаму, така што ова беше супер. Ана Марија рече дека би направила видео, би направила на тема екологија, конкретно за дивите депонии низ Преспа. Токму, супер идеја ти е тоа, нели, на еден интересен, односно, нели, актуелен начин да поттикнеш како луѓето треба да престанат тоа да го прават, нели, да ги создаваат тие диви депонија, при тоа и да информираш дека такво нешто постои, за да, нели, можеби се засрамат и стигне пораката што подалеку и да можеби и до институциите кои што ја игнорираат самата порака, самиот активитет што се случува таму. Супер. Дали уште некој има нешто да каже на оваа тема? Дали некого инспириравме за нешто?
да направи видео? Ќе видиш сега допрво. Ќе видиш, да. Да, Отвориме сега пехаве TikTok. Одлично, одлично. Супер, дечки. Се надевам дека ви беше интересно, дека ви беше корисно се во ова кое што го направивме. Денеска се потрудив така да малце сублимирам целата тема за да можете да нели нешто вие научите од тоа кое што ние го работиме во рамки на професионалниот свет. Кој ни крена рака, јас не видов или се исклучи веќе? Не гледам дека има некој крената рака. Добро. Јас тука би ставила крај на денешното дружење со тоа што би прашала само на крај дали некој за мене има прашање некое воопшто од темата. Кико? Ја немам прашање, само се укажи да те пофалам, супер беше. И толку имам да кажам. Фала, Кико. Фала ти многу. Гиоко? Па ништо, ја сакам како Кико да ве пофалам и тоа супер бевте. Одлично, фала ти многу, Гиоко, значи многу ова што го споделивте. Супер. Ако некој ви текне нели повеќе прашања и понатаму, тука сум, знаете, или на Глигоровска, веќе ме запознавте во рамки на Црвен крст програмата, сум и во рамки на нели овие групи кои што си ги имаме, ние можете да ме најдете, така што ќе си контактираме и комуницираме понатаму. Нашите очекувања да видиме дали ни се исполнети. Каква опрема ќе ни биде потребна? Мислам дека ова го поминавме и веќе ви е појасно. Да навлеземе малку повеќе во маркетингот. Начнавме еден дел од маркетингот. Маркетингот е огромна област која што ја имаме, така што верувам дека малце ви е појасно или токму во делот на видео маркетинг промоција. Да навлеземе малку, чекајте, извинете, ова не го гледам, да научам да изработам одличен промотивен материјал за мојот бизнес. Можеби веќе ви стана јасно како можете тоа да го направите, нели кога понатаму ќе почнете да го развивате вашиот бизнес. Совети, финти за привлекување внимание во маркетинг пораките. Мислам дека ги дадовме истите. Да научиме како да направиме маркетинг порака и тоа нели во рамки на видео маркетингот го поминавме, да си поминам убаво, како и секогаш, и да научам многу повеќе. Се надевам дека ова веќе го направивме. Да дознаеме повеќе што е тоа маркетингот, и ова веќе мислам дека го поминавме, кои критериуми треба да ги исполнува една маркетинг порака, ова и како го поминавме. И корисно поминато време. Мислам дека го имавме. Дали видов некој раче јас во меѓувреме? Мислам дека може да одиме на најава. Не, Аце, Аце крена рака. Аце и Тања Василевска рейски. Аце. Аце, добро. Ајде да ги слушнеме уште нив. Аце? Аце, повели, Аце. Или натераме понатака со најавата. Добро. Илина, да? Сакам да те прашам, јас би сакал да правам, пишав и во чет, сакам да правам вакво видео, но треба да ми се објасни како да го направам. Ја би сакал да се приклучам да направам видео кој што се приклучени сите, но не знам како да го направам тоа видео. Илина, ако може јас да му одговорам, пошто видов дека Марија крена рака. Сакам на Марија да дам збор, пошто Марија Црвен крст Карпош, од кај што се Џоко и Тања, Аце, може би она има некој паметно решение. Марија, повели. Здраво, Алекс, сакам да предложам дали може и Аце да биде во нашата група со Ѓоко, таман ние тројца. Супер, одлично. Тандем. Аце ние заедно правиме реклама. Ја не ќу. Супер забава ќе биде, така што да. Ќе се договорите ако ви треба поддршка, тука сме, да. Супер, добро.
Одиме сега, значи, понатаму на крајниот дел за тоа кое што нели зборуваме следната недела, ќе го најавиме Иле Метаничарски. Тоа е еден од нашите инструктори кои што е со нас од 2018 година и е волонтер во Црвен крст Кучани. Тој е исто како мене дипломиран новинар и менеджер за односи со јавност. Со тоа што неговата следна тема ќе биде безбедно користење на интернетот, една интересна тема која што е поврзана, блиско поврзана и со денешната, така да во континуитет ќе имате соодветни совети нели кои што ќе ви користат токму вам. Илина, ти благодарам многу. Јас следниот пат, другари, нема да дозволам веќе предавачот да ви дава збор, туку јас ќе ви го давам и ќе ви го одземам зборот. Океј? Значи, Илина, ти благодарам многу за твоето време, за подготвеност. Мислам дека навистина беше многу корисна, многу интересна, многу потребна работилница. Мислам дека ни даде интересна домашна задача која што едва и чекам да ја